Има главно три групи причини поради кои што не се применува доследно законот за урбано зеленило. Првата група причини е една целосна неусогласеност помеѓу законот за урбано зеленило, законот за урбанистичко планирање и законот за градење со нивните правилници и неусогласеност со новиот закон за прекршоци во делот на глобите. При тоа е утврдена една тотална какафонија во термините и урбанистички и термините на зеленило и зелена инфраструктура, поради што му е тешко веројатно на планерот кога треба да планира, да проектира одреден простор, да знае кој термин како да го употреби. Другата група проблеми која што е утврдена, тоа е едно огромно непочитување на законот за урбано зеленило од страна на институциите и поединците. Посебно е шокантно што не се почитува од институциите, затоа што општините кои што би требало да го спроведуваат во најголем дел законот за урбано зеленило, практично не ги носат ниту стратешките документи, стратегија, повеќе годишна, план тригодишен, годишни програми за зеленило и така натаму, ниту изработуваат зелен катастар, односно попис на зеленилото. Дозволуваат при контролите, при надзорот да се поминуваат објекти кои што да се дозволи градба на објекти без соодветен процент на зеленило или кога веќе ќе се контролира, поминува како да е се во ред, а всушност не е во ред и така натаму, така што едно огромно непочитување, тотален хаос во односот на самите институции кон законот и поради ниските казни, глоби кои што се постојат во законот, бидејќи во тој период таква беше регулативата и законот за прекршоци што тогаш важеше во 2018 кога конкретно се донесе, практично испаѓа една тотална неказнивост дури на многу прекршители на законот од оние што се од градежната сфера, па дури и од оние од институциите кои што ќе бидат евентуално казнети, им се исплаќа да ги под наводници да ги платат казните, меѓутоа ќарот од изградбата и продажбата на тие објекти е многу поголем и едноставно велат, па добро, ако ме фатат, ќе платам и одам понатаму. И третата група причини поради кои што не се применува законот за урбано зеленило е една институционална невтемеленост на професиите шумарски инженер и пейзажен архитект. Затоа што тие две професии се клучни за да може навистина на соодветно професионално ниво да се врши планирање, проектирање и одржување на урбаното зеленило. А тоа не се прави, тие не се делови на комората за архитекти и урбанисти, така што при работењето на овој проект и на овие анализи се обративме и до комората за архитекти и инженери и тие изразија отвореност и спремност да ги вградат, да направат посебна секција во рамките на комората за овие профили, зашто на тој начин практично плановите за урбано зеленило ќе бидат сосем професионални, да не бидат само точкички или цртички, каде што се подразбира дека има нешто зелено, туку да се знае што значи дали има дрво, дали има грмушки, какво, кој профил на дрво, како е сето тоа уредено. Значи, зеленилото е исто така градба во просторот, е структура тридимензионална во просторот која што бара сериозен третман од професионалци.